550 милиони евра тежи трговската размена помеѓу Македонија и Полска, која треба да продолжи да расте и изголемува. Тоа е една од поважните заложби на македонската амбасада во Варшава. Билатералната соработка според македонскиот амбасадор во полската престолнина е на одлично ниво. Јасмин Хјахил пред камерата на Алфа вели дека Полската република секогаш била тука кога и требало помош на Македонија. Пример, приемот на нашите деца бегалци после граѓанската војна во Грција, помошта после реконструкцијата на Скопје по земјотресот, приемот лани на пациенти во болницата во Лублин од катастрофата во Кочани. Полска ни помага. Генерално имаме одлични односи, тие може да се подобрат. Трговската размена не е толкава колку што би сакале, околу 550 милиона во обата правца со дефицита наша страна. Полска е наш 10-ти трговски партнер, меѓутоа ние би сакале да биде на повисок. Полската власт, според амбасадорот Кјахил, не ги скратува македонците од какви било права додека живеат и работат на нивна територија. Такви има околу 1000, кои по неколку години или децении кариерата ја градат во Полска. Доктори, економисти, компјутерски инженери, а има и еден угостител, собственик на ресторанот Александрија во полскиот град Гроджиск Велкополски. Маријан Димитриевски вели дека со сите сили се бори за да опстои ресторанот со македонска храна во која живеат и полјаците. Да промовирам културата, музиката македонска, културата македонска, пред се јадењето македонско. За таа цел имам и во менито на ресторанот, например специјалитет Александар македонски, специјалитет Филип II македонски и така објаснувам зошто е тоа така стаено и така натаму. Димитар Богов околу 4 години живее во Варшава и работи во Европската банка за обнова и развој како главен економист за Источна Европа и Западен Балкан. Задоволен сум од работата тука, убава работа, повторно со економија, со земји кои што се слични како Македонија, така што интересна работата и секако ми исполнува. Во Полска повеќе од 2 години функционира Сдруженијето за промоција на македонската култура. Во него може да членуваат и граѓани кои живеат во Македонија се со цел подобра промоција на македонските вредности. Председателот на Сдруженијето Шутиновски Залфа вели дека полјаците се интересираат, но и многу знаат за македонската историја. Нашата основна цел е да градиме мост меѓу полскиот народ и македонскиот народ и со тоа да промовираме тоа убаво богатство што го имаме доле во Македонија. Имаме презентација на Универзитетот за туризам во Жежов, кај што ќе презентираме богатствата културни, историски и туристички богатства на Македонија. Според Кјахил, Полска направила големи напори минатата година додека водеше Европската Унија за евроинтегративниот пат на Македонија, а за тоа доказ е предлогот за медијатор за односите Скопје-Софија.